Радио Лидер, почитувани гледачи на Lider.mk. Добре дојдовте во новата епизода на Утринско еспресо со Злате Вибоцевски. И денеска, како и во понеделникот, имам еден гостин ко-водител. Овој пат тоа е мојот колега Драган Милосављевиќ од Заспи ако можеш. Драган, тешко утро, нели? Добро утро, Боцевски. Па за нас ножните птици ова е малку слично на воено злосторство, меѓутоа бидејќи викате нудите динамично утро, јас се навикнувам полека на динамиката на утрото. Ај полека малку да го динамизираме утрото. Вечерна емисија е Заспи ако можеш. Да. Во понеделникот, не знам дали следеше, јас и Горан стапивме во целосно канонско единство, го зацеливме расколот, со едно заедничко сослужување, добро. Го слушав дека сте направиле канонско единство, да. Пред времето сте, еден ден пред времето. Да, но види, тргнавме од причина што сметам дека интересно е да видиме дали ќе можеме да направиме една интересна комбинација, каде што денот почнува со Утринско еспресо Злате Вибоцевски, завршува со Заспи ако можеш на Горан Момировски и Драган Милосављевиќ. Да, не ти е лоша идејата, во принцип, иако за мене е ова искрено малку напорно, ама со оглед на фактот дека ти си водител на емисија, човек не може да одолее. Благодарам. Значи, одиме, вчера се случи еден прекрасен, свечен, торжествен, величествен настан, каде што Македонската православна црква доби вест дека Светиот архиерејски синод на Српската православна црква одобрил автокефалија за нашата црква и сега само се доработуваат некои технички детали. Еден прекрасен ден во Скопје, исто како и во Белград пред неколку денови, и овој пат беше една мощна, прецизна, јасно разработена и сценографија и кореографија. Се забележи една голема искреност од патриархот Порфири, тој внимаваше на чувствата на македонците, не си играш играчки, никаде не спомна Северна, никаде не спомна нешто што може да ги вознемири духовите. Исто така се однесуваше и архиепископот Стефан во Белград. И јас и ти имаме уште една друга сличност која што еве сега ќе откриеме, иако за интима не се зборува, како мешанци македонско-српски. Ова е голем ден за нас двајца, затоа што една работа која што тежеше над македонско-српските односи како еден темен облак се развија конечно. Да, она што мене искрено ми се допадна е тоа што го коментираше, ако не се лажам, деканот на теолошкиот факултет Ѓорѓевски, мислам. Да, Ѓоко Ѓорѓевски. Ѓоко Ѓорѓевски, дека ова прифаќање на автокефалност е без никакви услови. Да, тотално безусловно. Да. Наистина, и тоа го коментирав и вчера во емисијата со колешката Викторија Миткова во првиот дел од емисијата, дека една работа која што стоеше, не знам, 50 години, 55 години се реши со два чекора, практично со две заеднички литургии. И сега за нас, лаиците, тоа би било нешто, знаеш, као, па ова можеше и порано да се направи. Јас искрено очекував дека не во нашиот живот. Знаеш, не во нашиот живот. Генерацијски, ние нема да доживееме ваква работа, ама ете се случи. Јасно, меѓутоа, види, мислам дека сме имале проблеми јас и ти, затоа што ја имаме едната и другата култура, да објасниме и во Србија и во Македонија каде е проблемот. Затоа што нормално кај србите работи на српското национално чувство, дека има некоја неправданост, кај македонците оправдано работи исто такво чувство дека не е завршено до крај признавањето од страна на српската нација. Меѓутоа мислам дека со овој последен чекор во таа многу мене убаво забележа дека конечно Македонија со еден од своите соседи ги затвори сите прашања. Значи тоа Србија искрено. Но и Србија со еден од своите соседи ги затвори сите прашања. Во принцип соседна Србија во последниот период особено се однесува кон Македонија навистина коректно, пријателски, и не може да се пофали никој од нашите соседи со таков однос. Грција е сега уставно кажана коректна, но јас таа нивна коректност би ја опишал како блага незаинтересираност. Да, индиферентност. Индиферентност. На грците напросто не им е гајле, го решија тоа што ги интересираше и тука завршува. Сија земаа Македонија, вамо е Северна. Нив не им е гајле, едноставно, што се случува, додека Србија се однесува сосема поинаку, тие помагаат со лекови, помагаат со вакцини, помагаат со жито, еве и ова. Јасно е дека имаше и политички удел во ова, да не бидеме наивни, иако некои велат дека црковната дипломатија
ај тоа ќе го збори гостинот кога ќе дојде совршено ја одработи својата работа. Ти кажам искрено, помалку сум, од една страна сум среќен, од друга страна сум тажен, покажува дека црквата има подобра дипломатија отколку МНР. Да, види, вчера еден мој пријател предложи Дипломатската академија од МНР да преде директно под кабинетот на архиепископот Стефан. Може би е паметно. И ја мислам дека може би е паметно, го направија сето тоа на еден филигрански начин, убаво, внимателно, без никој ништо. И дури интересно е колку мина се залета, знаеш? Да. Не, ова не чини уште кога се појави првиот момент, дели автономно. Јас бев скептичен, мора да кажам, да. Некој ти беше скептичен, некој фрлаа дрва и камера, веднаш. И сега, знаеш, од црквата молча. Во ред, излезе само Тимотеј, портпаролот рече, па добро, ќе биде све во ред. Може би тука има простор за критика, затоа што може да бидат можеби малку поет. Да, но потоцки тоа е црква. Тоа е религија, тие се однесуваат така. Без разлика. Во овој период ние имавме доста разговори на таа тема и со разни гости и со луѓе вака што се со кои што се разменувавме мислења. Црквата не функционира на начинот на кој што функционираме ние, лаиците едноставно. Тоа се институции кои што размислуваат во векови и тие воопшто немаат такви механизми на кои што ние сме навикнати. Но се нормално кога велам тие ние правам некаква разлика чисто од тој институционален аспект, меѓутоа мислам дека црквата го одигра ова совршено. И македонската и српската православна црква. Да, сега многу ми не излего. Јас вчера напишав дека дипломатијата на црквата блесна, дека е подобра од таа на МНР и упатив честитки и стигна и коментари од типот ајде полека првин скокни, па после речи и опи такви некои хехенца во смисол ама сега што правиме ако Вселенската патријаршија и не знам грчките цркви не признаат под името Македонија. Нема да признаат под Македонија. Тоа е скоро сигурно. Меѓутоа објаснувањето е дека сите православни цркви го прифаќаат канонското единство со македонската православна црква. И дека станува збор за посебна црква, на посебен народ. Тоа е тоа. Тука затвараме приказката. Нешто што беше незамисливо до пред некоја година, да речем до пред некој месец. До пред некој ден, Јас навистина не мислам дека ова ќе се реши. И јас не мислам. И ова го направија, се ние можеме да Не само тоа, мислам дека веќе преминавме на точка кога таму се раѓаат генерации со некој нивни национализам во Србија, кога тука имаме наша приказна и кога веќе нема никој што сретне. Не мора да е тоа национализам буцески, тоа е напросто фактичка состојба на моментот. Знаеш, и со бугарите до пред некоја година мислевме дека сме во нормални односи. Не бевме оптеретени од овие работи, не знаевме дека бугарите толку многу се потресени со. Добро, тука ќе ни биде колегата Бранко, со него ќе отвориме таа тема подлабоко. Ајде да одиме со секој 24 мај е ден кога висока македонска делегација патува во Ватикан. Еден мој пријател тоа го нарекува термин за редовно реферирање на нови и сочни дипломатски и протоколарни скандали од македонскиот политички и државен врв. И годинава таква работа не изостана. Многу ми не забележа за присуството на ќерката на премиерот на посетата. Нетипично, морам да кажам. Нетипично во 21 век. И исто така неколку детали околу сосема безпотребно. Еве министерката за култура Стефановска беше, чинам, така? Да. Се пофали с кои македонски дизајнери ја изготвил фустанот со кој што се појавила пред папата. И морам вака сега те прашам, Драган, Република е Македонија или монархија, па има аристократи, аристократки, па сега треба како кнезови, кнегињи да се пофалат со дизајнерите, затоа што не се сеќаме, Ирена Стефовска беше претходна историчарката. Се сеќаш Ирена да се пофалеш кои дизајнери го правеше фустанот за пред папата или? Знаеш како Боцевски, јас тука би легол во не се прашува, не мислам дали е во прашање монархија и република, мислам дека е во прашање некоја комплексна нижа вредност која што треба да се лекува. Очигледно е тоа, посебено што некои лица скафандери носеа, па... Драган, ти кој дизајнер вака ти изготви кошулата? Дизајнерот е сопругата. Дизајнерот или... Не, таа е набавувачот, стилистот. Добро. Знаеш како,
околу патувањето на кергата на премиерот читав нешто принципиелно, можеби дека и на председателот своевременно Ѓорги Иванов син му се појавил тамо Јасно. во Ватикан, па ова е еден вид компензација. Ние сме полудено општество, ние сме се занимаваме со такви работи, дали е вкусно или невкусно, не знам. Ако одењето на поклонувањето на кај споменам точно нели на Кирил и Методи тама во Рим го сваќаме како само шанса да се прошета. А види, сосема некако неприметно, незабележително помина веста дека Благојан Нацев имал таму, нашиот тенор имал концерт. Разбира дека поменува незабележано. И тоа треба да беше врвната вест, претпоставам, така ли? Ние правиме се тоа што навистина вреди да помине незабележано. Јас почнувам да се плашам искрено од јавноста во Македонија, со најдобра намера, затоа што ние се занимаваме со погрешни теми речиси цело време. Значи, Нацев е темата. Нацев е темата, он е тенор светски, а фустанот на министерката е... Фустан на министерката. Е малогрњанштина, по мене. Би требало да се занимава со тоа министерката. И тој што решил да и стилистот. Што е рекол, ова е добра работа. На папата многу ме гајде кој како ќе се кројач или не знам како. Многу ме гајде на папата кој како. Па не, во една емисија зборував пред некој ден, нема да веруваш што, меѓутоа мене во посета во Бразилија ми беше архиепископот тој Вселенскиот од Буенос Ајрес. Да. 12 православни владици има во Буенос Ајрес, секој со различна хиерархија. Сите возат мерцедеси. Имаат шофери, сите тие работат. Добро. Предходниот архиепископ католички на Буенос Ајрес, погоди кој, папата Франциск, доаѓал со велосипед или со автобус кога ги посетил своите собраќа православни владици. И сега знаеш малку. Да, папата е Буенос Ајрес, значи врвен католицизам, Опус Деј, таму уште е активен, таму језуитите уште се активни. Језуитите се таму активни. Он е језуит, па лично, да. И сега пази човеков што води една таква јака епархија, финансиски подкована, доаѓа со автобус и со велосипед во Буенос Ајрес. Тоа е политика, 10 милионска метропола. Тоа е свезно, тој сака да покаже скромност. Од секогаш овој папа, мене лично ми се допаѓа овој папа. Да. Затоа што покажува беше и во Скопје, мора да покажува облик на човечност во оној најдобар смисол. Дека е приземен, можеби тој за јужноамериканците и специфика. Темпераментот, да. Да. Немаат потреба од продавање на нешто. Па зошто не се. Добро, тој види, папата е директниот представник меѓу Господ и католиците. Да. Тоа е неверојатна моќ во таа религија, во таа конгрегација или како и да се нарекува. Меѓутоа овој се обидува тоа да го спушти на едно приземно човечко ниво. Не приземно во смисол на примитивизам, туку на човечко ниво. И јас сум еден од вас, иако сум номинално далеку над сите. Не знам дали знаеш, меѓутоа таму тие си во надпревар затоа што овие американски и протестантски цркви и тоа не баш они, него некои нивни деривати им влегува драматично кај сиромаштијата, по фавелите, по овие Мистот варијанта. Па многу поприземна и многу поагресивна. Да. Нудат спасение и така натаму некои. Дури има некој радикализам. Еден мој пријател од таму тоа го пишуваше со исламскиот фундаментализам, правеше некакви си паралели во смисол дека човек кога е откорнат од своето вековно огниште и кога отишол во град како сиромашен, он си бара некој идентитет. И сега овие му го нудат тој идентитет, значи редовно одиш во црква и така натаму. И сега замисли католичката црква тука прв пат се наоѓа во ситуација да се надпреварува за душите на верниците. Немало со кого, со векови, да. Со векови, одеднашка, пази, мора и они да се агресивни, мора да се таму. Овој папава, например, еден од тие кој што знаел во најгрозните наслоби на Буенос Ајрес да држи проповедно отворено, да се движи без никаков проблем, без никакво безбедување. Тама каде што викаат дека не влегува ни полиција, така. Да, има такви наслоби и во Буенос Ајрес, факт е тоа. Добро, во Бразил тоа го има повеќе. Во Бразил ги има во. Ти беше таму, знаеш како изгледа тоа. Знаеш што сакам да ти кажам? Мислам кога е загнавме таа тема, работата на случајот сите. Работата на католичката црква ми се чини мене дека убедливо најдобро се справува со прилагодување на времето. Затоа толку успешна католичката црква. Знаеш дека дури има една теза. Има една теза, нели, Мартин Лутер
почна со она тезите што ги закова на црквата, на црквата, каде што бараше да се на народен јазик да се учи, нели ние учевме дека протестантизмот ги оживел народните јазици. Меѓутоа сега има едни нови тези дека контрареформацијата од црквата католичка, језуитива и така натаму, кога отвараат школи на народни јазици и така натаму, дека тие што фактички придвижуваат целата работа, да, покажаат дека се адаптибилни. Адаптибилни се многу, затоа што тој е начинот да се преживее. И мислам дека и Македонската православна црква можеби треба да биде малку по... Ама и тоа сакав да го кажам, и ова интелигентна дипломатија можеби покажува во тој правец и православието генерално за прв пат излегува од оној негов ригиден став со целата почит кон православната црква, затоа што според мене се разбира не затоа што припаѓаме православието, туку навистина е така, е феноменална, прекрасна во својата суштина, меѓутоа за прв пат полека покажува способност да се прилагодува на времето во кое што и самата порака на СПЦ музичени па и на Вселенскиот патриарх во тој правец. Види, мене е тука Љупчо, меѓутоа Љупчо го знаеш каков е со неговите досетки. Да. Тој има главна забелешка, вели кон МПЦ, вели Македонската православна црква, владиката Порфири вели е рокер. И вика, од наша страна требаше Браде Домето Златанов и он е бивши рокер, нели? Што е сега во американската епархија, тој да го пречека, вели, како рокери, вика... Да, и види, има некоја логика тука, затоа што, пази, и овој го гледаме дека знае да се приближи на еден интересен начин и кон младите. Да. Дедомето, слушам дека е популарен во Америка, затоа што знае да им се приближи на вторава, третава генерација наши од диаспората. Секоја чест, мислам сега, не знаеме дистанци се и така натаму, ќе го слушнеме кога ќе дојде. Но во право си, знаеш, ако црквата се ограничи некоја субкултура, врзана само со нормите, догмите и каноните, ќе изумре. Мора да го стојат времето. Живееме во време кое што не дозволува. Знаеш, ти црквата со веков имала работа со народ што живеел по едно правило. Точно. Сега е сосема нешто друго. Ти денеска имаш стотици субкултури во еден град. Точно. Како ќе се прилагодиш на сето тоа, ако не успееш да им го приближиш Господ на сите тие. А единствениот начин е да го прифатиш времето. Мислечени, меѓутоа мислам дека тоа не е вистинско прашање за мене и за тебе, не сме сепак. Да, бе. Пред да тргнеме понатаму од политиката, малку некои економски теми. Ова од Германија ни доаѓа. Вели инфлација на животните продукти во Германија од почеток на годината 8%. На брашното 23,5%, на маслото за едење 36,7%. Кај нас е и повисока. Забележуваме, нели, кога сега ја морам да бидам искрен, не сум од оние кои што ги гледат цената на секој продукт. Меѓутоа сум од оние кои што знаат прилика колку ни чини количка. Кога одиме на набавка и количкава ни за третина ни отиде. И така? Сум засекиран за проблемите на германското општество, тие ќе се снајдат. Ако некој преживее ново свет, тоа се германците. Меѓутоа велат вика знам, го критикуваат Шолц, вели твоите гласачи во Алди бараат што е поевтино или не. Се е тоа убаво и се е точно претпоставувам, вака разговарам со луѓе, па знаеш ки Горно често во Германија баш спомнуваше дека во Берлин недостасува масло, но тоа е тоа, масло недостасува. Во принцип лага е дека нешто друго недостасува тамо. Германците се способен народ и ако некој во Европа се извлече без проблеми од целава работа или со најмалку проблеми, тоа ќе биде. Значи ти си мој другар вели кога ќе каже човек дека Германија е во криза, вика тоа е еден таков врв недостижен за цела централна и источна Европа. Јас сакам Германија во секој смисла заради оној ред што Ама обземени се со ова сега, види. Да. Но тоа е народ кој што мисли однапред. Тоа е општество кое што мисли однапред и само аматер не може да свати колку се тие подготвени. Јас сум сигурен дека германците имаат план за наредни 10, 20, 50 години. Не сум сигурен за Источна Европа дека има план. Па не за Македонија? Македонија не ја ставам, за жал не ја ставам, дури ни во Источна Европа ние немаме никаков план, освен преживување од денес за утре. Знаеш како, еве сега имаше мисија, утре ај ќе видиме како ќе биде. И со ситни финти, ке смениме име, ке полетаме. Не знам, ке направиме нешто. Па немаме. Значи не е стратегија, како стратегија. Купи дем, продај психологија од врвните ешелони на власта до најпоследното шефчево, најпоследното хангарче некаде. Толку, тоа е и мене ми е страф. Ние не сме подготвени, знаеш, нити знам дека треба оваа мисија малку да биде повака на атмосфера, би рекол, меѓутоа, кога ме навлекуваш, мене ми е страф.
дека ние не сме во состојба Не, ама еве, да се ако снајдеме. количката била 3000, сега е 4000. Тоа Или е факт. 4500. Појди каде сакаш, не знам, не смем да спомнувам имиња на продавници, тоа е тоа. Дали ќе одиш во Тинекс, дали ќе одиш во Да, Феро, во дали сив ќе било одиш кај, во исто е. Кам Мам или во како и да се вика Стокомак, драстични се разликите. Секој неколку дена се менуваат. Ние не можеме веќе кога ќе кажеш некој со 500 евра плата, право 500 евра плата е мит, тоа не е вистина. Да. Тоа не е реално, тоа е лага. Точно, Вистинската плата е 20.000 и тоа никој не може да му биде дека не е така. Некоја средна плата. Не знам како преживуваат луѓето со толку пари. Мене не ме Посебно сега струјава гледаш колку ти иде. Мене не ми е јасно бензинот, Бензинот, дизелот. да. Не се го преживува народот. Да. А веројатно се уште ги имаме оние остатоци атавизми, би рекол, од времето кога семејството цело помага, кога некој има во дворот, па и тоа повторно стана мода, почела да се сади И тоа почна. краставички, домати, да. Луѓе почнаа пред згради да садат. Не сакам да звучи ова како некаква ширење страф, но гледаме. Луѓето преживуваат. Ај сега пред само да го викнеме нашиот гости во студио, уште една тема, знаеш дека сум опериран од теорија на заговор. Ајде. Меѓутоа ова мора да го издискутираме затоа што не знам дали знаеш познатиот економист Джефри Сакс ти текнува, тој на времето му помагаше на Анте Марковиќ во оние реформи кон крајот на Југославија, заедно со Нил Харисон, професор по молекуларна фармакологија и 20 професори на престижниот Колумбија универзитет во Њујорк, излегле со труд кој што е прифатен во еден од највидните научни часописи во Америка, каде што искажуваат сериозен сомнеш дека е можно да постојат дека е можно ковид вирусот да бил произведен во лабораторија и тоа го изведуваат од секвенци на вирусот кои што како да се насочени протеински да таргетираат клетки на луѓето. И сега пази, ова немаше буквално да го забележам. Ја овие вести кои ги гледам во изминатиот период едноставно ги ставам на страна. Меѓутоа ова е врвен авторитет. Джефри Сакс кога излегува со ваква работа, става целата своја репутација на суд. И не само тоа, вели човеков сега дека наводно бара Соединените американски држави како негова земја да излезат и да ги кажат сите можни проекти кои што ги финансирале во изминатиот период, дури посочува на еден проект кој што го работела некоја каде беше, некоја Еко Хелт Алијанса, не знам кои се тие, Вуханскиот институт за вирологија и Универзитетот од Северна Каролина, кој што требало да биде финансиран од DARPA, агенција на Министерството за одбрана на Соединените американски држави за развој на нови технологии за војска, каде што вели дека наликува многу тој грант кој што бил одбиен на експериментирање со вирус од типот на COVID. И се види ова ми ги крева вака не сакам да верувам во вакви работи, знаеш, теориме заговор, но ова се сериозни научници, ова веќе не е тема на некои си таму обскурни луѓе. Како се појави ковидот, толку теории на заговор се појавија, толку многу. Да. Веројатно добар дел од нив се пуштани свесно, намерно. Можеби и од тие што ги креираат вирусите, ако е тоа точно, и самите пуштаат за тоа да стане глупаво, за тоа да стане да отиде дури во некој бизарен правец да речат луѓето аман. Меѓутоа факт е дека и лилјакот на она момче во Вухан, да. не е баш реален, како што и сега не верувам дека monkeypox, меморските сипаници излега од некаква геј забава таму во која земја. Каде да е, негде. И некој јас прочитав дека и во Вухан се вршело експериментирање со monkeypox, со мајмунски сипаници, токму минатата година. Некој ќе мора еднаш да одговара. Знаеш што е најстрашниот дел? Што веројатно се тоа ќе биде ставено под еден зид на молчење наредниве 50 на години и кога ќе дознаеме како и за се друго ќе биде потполно барално. Да. Знаеш што е најлошото, како да ни украдоа 2 години од животот. Ни украдоа, јас се плашам дека сакаат да ни украдат и уште. Ма не сега читаме Европската унија, па Европската унија почнува да се организира за вакцинации против мајмунски сипаници во Франција, во Германија, во Белгија. Светската здравствена организација нели прогласи од известен степен на тревога, почнаа веќе да се прават подготовки, иако многу чудно, колку што јас не се разбирам, меѓутоа рекоа дека тоа мајмунските сипаници многу тешко се пременуваат од човек на човек.
Тоа се сипаници кои што се префрлаат од мајмун или од некој друго животно на човек, но човек на човек многу тешко. Нешто како сидата, можеби, со контакт со главно крв. сексуално нешто или преку крв, меѓутоа што е никогаш не излегла надвор од Африка. Мајмунските сипаници беа исклучиво ендемска за Африка и тоа за одредени делови од Африка. И значи нешто што е лесно контролабилно. И сега нагло имаш во Израел, имаш во Швајцарија, имаш во САД, имаш во Холандија, имаш во Франција. Што се случува? Може во ли... Словенија, ако не се лажам, прочитав дека се појави Сабајле потврдија во Словенија. Прашање на време кога и тука ќе дојде. Да. И тоа е реалноста. И сега што ќе правиме нови 2-3 години ќе живееме Иако испаднаа лажни тревоги делото, забележа да. Но што ќе правиме музички на не де Боже, години пак ли ќе живееме во никогаш нема да го мислам дека економски не може да се издржи. Ти беше во Бразил бе тогаш. Бразил, не знам како беше таму се разбира, но никогаш нема да заборам онаа слика на јас имав право да излегувам кога беше најголемото затварање, кога бевме ставени сите во карантин, имав право да излегувам. Никогаш нема да заборавам онаа слика на Скопје во ова време, мај, јуни, јули месец, значи во најсовршените пролетни и летни месеци во кои нема жив човек во Скопје. Страшно. Поминуваме со Горан од Ново Лисиче каде што живеам јас до Карпош 4 и освен два полициски автомобили, ни еден единствен човек. На улица, ништо. Ништо, празни прозори, една морничава атмосфера на страх. Хорор атмосфера. Како она денот потоа прилike. Да. И се чувствува, што е ова? Што е ова? Луѓе затворени дома. А не знам дали си забележал, овој мајпак, заради тоа што сега се пуштија работиве, секој настан во Скопје, дали концерт, културен настан, предавање, преполно. На луѓето не им се заминува едноставно. Да. Луѓето сега се гладни, жедни за случување. Иако забележувам се уште има анксиозност кај многумина кои ќе видат полна сала. Знаеш како да се наби тој страх во глава. Имаме ние ликови што пред некој ден гледав еден шета куќе и се шета со маска човекот со куќето пред двор, што му прави? Иако да, или пак некој ќе кивне сите гледам нешто непријатно им едно влеговме во една лоша психоза тоа во глава и тешко и во тој контекст слушам дека Тедрос Адхан Гебрејусус добро. Едва го запомнивме, уствари не го запомнивме, као Тедрос си го знаеме. Генералниот секретар на Светска здравствена организација е реизбран. Заслужи реизбор или? Па кој заслужен избор? После сега ова што се случи. Светска здравствена организација не затоа што тие беа малку не го положи испитот апсолутно. Толку се однесува кога државите почна да се однесуваат крајно себично. Кога секоја особено за богатите земји, морам да кажам, се однесува крајно себично само за себе. Спаси го својот газ, се извинувам, вака што кажам, во утринска емисија и потполно им е гајле. Се сеќаваш со Италија што се случува со Шпанија. Заборавија на солидарност, заборавија на заедништво, на се заборави. Се заборави. И Светската здравствена организација тука не се снајде. Незината улога беше токму тоа. Не може некој да очекува дека Светска здравствена организација ќе не лечи сите. Не, но таа мораше да управува нешто повеќе за управување и не го положи испит. И ако едно од нивните улоги е да предвидуваат со оглед на тоа ти имаат поголеми информации, сигурно повеќе од мене и од тебе. Апсолутно. Не го направија тоа, не абсолвираа ништо однапред, не абстрахираа и мислам дека не така што не знам, се разбере кој господинот, нека име со среќа таму се живее убаво, ако леца лажам. Светска здравствена е нешто како Обединети нации, таму се лапа паричка. Тоа се луѓе што живеат како бубреџе во лој, баш им е гајлин, дека име со среќа. Меѓу најскапо платените државни службеници на светско ниво се тие точно. Ако ме прашаш мене, Обединените нации исто. Ја изгуби целосно својата смисла на постоење. Посебно сега со украинскиот суд. Значи потполно изгуби својата смисла за постоење, освен што илјадници луѓе и дале понатаму живеат како бубрек во лој, со сите можни привилегии, со тој пасош на Обединените нации, со огромни плати, со сместување во Њујорк или во Швајцарија и баш им е гајле. Женева е убаво место. И во Женева. Баш им е гајле. И Светската здравствена организација во Женева. Би сакал и јас да поминам некоја година така, ќе кажувам се што треба. Не, но има проблем, види, има сериозен проблем. А каде е тука одговорност? Да замисли, министр за здравје за здравство во Македонија. Го растегнуваме, го черечиме, го критикуваме, го гласаме и така треба. Со право. И така треба. Со право. Што правиме со овие? Тие се наднационални, нема кој да ги критикува. Па тоа е проблемот, нели? Тие се ставени исто како оние во Брисел, за жал. Да. Кој да ги критикува и зашто? Кој да ги отповика? Па тоа се грешат кои дами што се ставени така на земаат плата од нас, затоа што пази Македонија плаќа членарина во таа Светска здравствена организација. И ние плаќаме членарина таму, пази.
Значи, Имаме ли ние некој представник таму, не знам. представник не. Ми се чини дека нашиот амбасадор при Обединените нации во Женева, Тоа е се. да, и толку, да. Меѓутоа, Зашто немаме 3-4 доктори таму? Немам права, не знам како оди тоа. па види, не кажам. за тоа ќе зборуваме утре или задутре околу тоа како МНР треба да се стопи со општеството и да земе да црпи од општеството и да процесира по затоа што веќе ни е дојден гостинот, почитувани, ќе направиме една куса пауза и влегуваме со нашиот гостин во студио. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrom. facebook.com/TS Aerodrom. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блус и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Лидер FM 107,4. Lider.mk. Време е за утрински ринг. Почитувани гледачи на Lider.mk, почитувани слушатели на Радио Лидер, на нашата фреквенција 107,4, ова е емисијата Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Почнува сегментот наречен Утрински ринг. Денешен гостин ни е Бранко Ѓорѓевски, познат и признат македонски новинар и изграден црковен аналитичар, еден од ретките што ги имаме во нашите простори. Па Бранко, ќе почнеме вака директно. Која е главната порака од вчерашната беседа на патриархот Порфири и на архиепископот Стефан од соборниот храм Свети Климент Охридски? Па, вчерашниот историски чин секако дека е повеќе слоен, повеќе димензионален, со повеќе пораки. Оно што јас го гледам од тој чин кога српскиот патриарх кажа таа историска реченица што ја чекавме 55 години, дека СПЦ ја благословува, одобрува, прифаќа и се друго, и признава, нашата црковна автокефалност, содржи во себе и едни многу битни пораки, важни за православието, за православните цркви воопшто. Ово не е само случај кога на еден мирен начин се доаѓа до
предлогот за автокефалноста на една црква. Ајде да не зборуваме сега за сите оние конфликти, расправи што ги имало во наназад 55 години. Овде сега имаме еден баш хармоничен, полн со љубов чин на препорака и признавање на нова автокефална црква. Оно што мене многу важно е тоа што овој чин на некој начин представува еден почеток на промени во она што јас вообичајно го нарекувам империјални юрисдикции, империјални стремежи на православните цркви. Големодржавни можеме да ги наречеме. Точно е. Православните цркви се последни бастиони на големодржавни проекти, кои што периодично се јавуваат, па се погребуваат, па пак воскреснуваат. Грчката Мегали идеја, Сан-Стефанска Бугарија, со тоа што во современи услови баш типичен пример за задржување на тие империјални юрисдикции се руската и српската православна црква, нели? Руската на простора на поранешниот Советски сојуз, српската на простор поранешна Југославија. И задржувањето на тие империјални юрисдикции, односно нивното неоткажување, непризнавање на нова реалност, на нови држави, беше мотивирано точно со таа нивна неверба во тоа дека новите држави можат да опстанат како посебни држави во иднина. Знаете, црквите не гледат во една деценија, 2-3 напред, они гледат со векови напред. И од таа причина беше тоа задржување на тие империјални юрисдикции, Русија врзана со Украина, Српска црква посебно со Македонија и гледаме со Црна Гора. Бранко, еве ако направиме споредба, значи во Босна, Србите во Босна си ја сакаат Српската православна црква. Србите во Хрватска исто така. Во Црна Гора видовме што се случуваше со оние елити кога Мило тргна нели таму да го менува законот. Но овдека Српската православна црква, односно православната Охридска архиепископија, немаше верници. Овдека беше некој инак. Да. Значи, овој чин вчера е прво признавање на една империјална црква, на нова црква на незина територија. Значи, тоа е едно прво откажување од вашата... Во 21 век сега имало такви... од вашата империјална юрисдикција. Јас тоа го доживувам и како една верба на Српската црква, тоа дека Македонија ќе опстане како држава. Односно дека веќе нема дилеми околу тоа, да не се залажуваме. Цело ова непризнавање од страна на Српската црква беше мотивирано со тоа дека хајде да се види дали Македонија прво ќе опстане како држава. Значи ти гледаш тука паралела со на Самарас што го зборуваше кога не беше премиер, дека да почекаме ние уште малце, вие ќе се распаднат, ние пак ќе си имаме граница со Србија. Точно. Самарас го кажа тоа. Точно не и предвидува неколку месеци живот. Да. Добро, но Бранко, мене ме интересира. Скепса имаше до вчера. Да. Дури и нема да запострофирам тебе, меѓутоа вие некако како да кажам релевантни во запрашањето црквата, јасно покажувавте скепса околу цела приказна. До последен момент професорот Матевски велеше дека треба да видиме првен дали навистина ќе се случи и прашањето беше на кој начин ќе го направи тоа, ако го направи, какво име ќе се употреби. Српската црква излезе со со целиот пакет. Да. Македонска православна црква, Охридска архиепископија. И сега вториот дел од прашањето е многумина велеа нема да се го дозволи ова СПЦ затоа што се плаши за црквата во Црна Гора. Да. Дали го менува тој геополитичкиот момент тамо, бидејќи сега како ќе им објаснат во Црна Гора дека за Црногорска православна црква не може, кога македонска еве може. Да. Овака да се вратам на многу лесно прашање вака за наутрото во Црна Гора идентитетите, тоа е едно лесно прашање вака, нели? Очигледно нешто се случило преку ноќ. Нешто се случило. И заради тоа ја малку сум скептичен кога сега ќе кажеме дека сето ова благодарение на нашата црковна дипломатија, дека нашите владици покажале голема уметност. Што имало улога, факт. Имало, меѓутоа 55 години трае таа црковна дипломатија и досега не даде некој ефект. А истите аргументи беа и тогаш и сега се. Кажете ми што се случило во меѓувреме што сменило како аргумент за да Српската црква не признае како автокефал. Не се сменило ништо. Очигледно кај нив нешто се сменило во тие геостратешки размислувања и добро е што се случило. Значи Бранко, ти си по онаа старата велат вика ништо не може да спречи идејата чие што време дошло.
Така, прилика, точно. Да? Точно. Бидејќи да не заборавиме, ќе се навратам ово да Драган што го постави. Ние најголемо искушение имавме во 2002 година со создавање на православна Охридска епископија. Точно. На Франишка. Тежок раскол. Тоа беше проект смислен за разнебитување на македонската православна црква. Точно. И имаше опасност и тој проект тогаш да успее. Јас знам за примери кога имаше дел од високиот кадар на МПЦ покажуваше подготвеност да му се придружи, да влезе таму. И Значи не беше осамен Јован. Не беше, апсолутно не беше, посебно меѓу монаштвото. Имаше тогаш структури што дури цели манастири беа подготвени да преидат таму. Бидејќи знаете, овој раскол тешко им паѓаше на искрени верници, искрени Бранко, не сум ти го кажал ова. Ја бев тогаш ти текна на студии во Америка. Так. И ако ти се верува, затоа што диаспората има контакти со многумина од нашите, она твој интервју пред расколот на Давид, кој што потоа отиде, ти не знаеш, Драган, што се случуваше. Цела наша... А во Америка бара Давид да биде прогласен за владик и да го пратат во таму за владика, затоа што тој покаже една голема критика кон некои лоши тенденции, коруптивни во црквата и така натаму, се покаже како човек кој што сака тоа да го исправи. Во моментот кога отиде со Јован, буквално сите рекоа тој за нас се бриша. Точно. Неверојатно. Точно. Па да, интересно е како покажа тоа верничко, би рекол, дело народот, дисциплина. Прашањето беше Бранко што го кажува, делот црковниот клир бил готов, меѓутоа се покажа дека верниот народ не беше готов. Па ова што го зборувавме пред да дое Бранко, знаеш што зборувавме? Ја му кажав дека во Латинска Америка католичката црква почна да се бори, имаат посебно кај сиромаштијата еден страшен наплив на протестантските цркви. Да. И замисли, на пописите во Бразил паѓа процент на католици. Не видам И овие сега да се менуваат, тргна исто така да се менува. Знаеш ли ова дека е можно тој висок клир во манастирите да бил малце откачен од народот, од верниците, и во некој свет за себе, и таму почна да се живеат некои други теории. Стварно, они се посебни личности и тој раскол, бидејќи се работи за нови генерации. Нови генерации, помлади од нас. Да, кои што почна и да комуницираат и со други православни цркви и така, ајде да не кажам дека стана предмет на врбување, меѓутоа факт, не, и тоа е точно. Факт е раскол тешко им паѓаше на сите. Само да се вратам на 2002 година кога се создава ова право. Тоа беше клучен тест и за нас како држава, како црква, како народ. Зошто? Заради тоа што тогаш тој проект не успеа, се прати порака дека овој народ категорично застанува зад своја црква и фактички мислам дека тоа што СПЦ го виде дека 20 години тој проект не успеа, бидејќи гледате дека таму бројот на верниците никако не се зголемува, не се шири таа црква, не добива приврзаници, тогаш им стана јасно дека договорот мора да се постигне на друг начин. И сакам да кажем... Сакаш да кажеш македонскиот народ си одбрани својата црква. Точно, дека тоа е кронскиот фактор во ова, не е дипломатија, не е менувањето во свеста во Белград дојде како последица на тоа што нашиот народ цврсто и категорично застана. Значи, он сите овие години покажа дека не сака друга црква, дека ова негова црква и тоа. И само Драган, врзано со Црна Гора. У Црна Гора немате такво единство како што имате у Македонија во однос на сопствената црква. Таму е обратно. Таму е обратно, да. Таму е како што кај нас е ПОА, таму е ЦПЦ. А СПЦ е живата црква, да. И уште повеќе, бидејќи таму и етнички црногорци цркуваат таму, да. Така да таму е ситуација ќе врие, ќе има најразлични случувања, но ајде, еве да се надеваме дека овој пример со мирно решавање може да послужи и таму. Па именно, да. Сакам да кажам, кога пред повеќе години бев да разговарам со некои луѓе од ПОА, така, би рекол, не толку професионално, но приватно ме интересираше како изгледа сето тоа, и нивната теза беше дека да, имаат мал број на приврзаници, меѓутоа дека нивните приврзаници се
голем процент од суштинските верници во Македонија. Во смисол дека во Македонија не знам само 2 или 3% од населението е вистински верно. Бидејќи погледам дел од луѓето долазат во црква за Божик и за Великден, а од оние што се вистински, што почитуваат сите правила на црквата, добар дел се во имаше Драган едно испитување кое што покажа дека да речеме многу мала е бројот на граѓани кои што одат во недела на литургија во црквите или во петок во џамиите на се причестуваат, што и вика дури еден излезе со една теза, ми се чини се, не ме земете за збор, вака, Шведска, во нивната лутеранска црква што е таму, дека некој 20-25% од населението оди во цркви на миса во недела. Да. Вика, значи Македонија испаѓа, не, Шведска испаѓа фундаменталистичка држава. Споредба со нас. Но во принцип, тоа е факт, меѓутоа не можеш да ни го одземеш правото. Јас можам од црква да не одам никогаш да не одам факт да бидам припадник, како можеш да ми го одземеш тоа. Факт е тоа. Така е. Да, така е. И уште една димензија од вчерашниот чин, тоа е, не знам дали јавноста забележа, дека ние како црква дојдовме до автокефалност без никакво извинување, без никакво признавање на престапот, на вина. Да. Тоа не беше, например, случај со Бугарската православна црква. Там потпиша документ со кој таа се покајува за оно што го сторила како прогласување на автокефалност. Ова беше се скаравме, се смириме. Да, и значи тоа укажува дека апсолутно се српската црква свати дека во тој наш потек не треба да се гледа некој огромен канонски престап, инаку стварно беше канонски престап, сега да не се залажуваме. А Бранко, што е во Тринева гледам по некои сајтови, главно српски сајтови, се нормално. Да. Каде што врвни теолози врзани со руската црква велат дека ова со МПЦ суи генерис и дека не треба да се прави паралела помеѓу случувањата во Украина и случувањата во Македонија, посебно затоа што тие велат дека Македонската православна црква без разлика на расколот никогаш не го изгубила својот континуитет за разлика од ситуацијата во Украина. Точно. Има тоа некоја? Да, апсолутно. Јас стално сум кажувал дека положбата на македонската црква, на македонските достоинственици е многу подобра него, например, украинската или во Црна Гора. Зошто? Затоа што нашите достоинственици го имаат она што се нарекува апостолско преемство. Да се вратам сега на назад во тие владици, тие беа ракоположени со сите нишани, имаше служење, нели, дојде српскиот патриарх, дојде рускиот патриарх, се формира тој тричлениот почетен синод. И сите тие, значи, со полно канонско право си ги добија тие чинови. И тие чинови никогаш не се загубени. Тие после нели ракополагаа нови владици. Но и не имале право. Имале право. Украина, например, беа расчинети, Филарет беше екскомунициран од црквата. Што не се случува никогаш во нашиот случај. Да, никогаш. Веројатно тежи нема и фактот дека Охридска архиепископија има премногу векови позади себе. Да, веројатно, ама тогаш постоеше една добра желба, добра клима. Чекај се, значува дека помеѓу клирот во Српската православна црква секогаш провејувала таа црта да не се раскинат тотално врските. Да. Значи да нема екскомуникација на нашиве. Точно, бидејќи не се сакало да се направи таа една да се направи такав еден ригиден потек кој што ќе сите верници тотално ќе ги сврти проти Српската православна црква. Значи статусот на нашата црква уствари беше неуреден. Неуреден, да. Бидејќи, како што реков, на нашите достоинци им се признава сите чинови, сите оние напредувања што ги имале низ текот на децениите. Украина не е таков случај. Не е ни во Црна Гора, само тamo е многу комплицирана ситуација. Дури се слуша, Бранко, дека наводно, не знам дали си го слушнал ова, Драган, дека наводно кога заминуваа како монаси на Света Гора или во српските или во руските манастири, имало некои тајни благослови од нашите владици што биле потоа потврдувани, нели, од владициве на другиве цркви, дека пак имало некоја комуникација со клирот на Српската црква, на грчкиве цркви, на руската црква. Да, ја мислам дека владиката Наум Струмички, нели, беше на Света Гора и он фактички отпустот го добија, ако добро се сеќавам, преку Романската православна црква. Затоа да на тој начин се формализира тоа неговото доаѓање во Македонија, така. Сега така те прашам нешто. Пред да влезеш, јас и Буцевски испофалив пред црковната дипломатија дека е пар екселанс, барем во споредба со МВР, со актуелната
вистинска дипломатија на Македонија. Меѓутоа интересен момент е, и тоа сега добро би било да го објасниш, во случајот со Бугарија. Направивме грешка, не мислам политички, мислам на црквата, кога отидоа нашите и се понудија да ни биде мајка црква бугарската. Тоа беше дипломатска грешка или беше како што некои велат генијално со кој што ќе натераме Бугарија да одбие од немај каде, па потоа да се свртиме кај србите и кај грците и им речеме вака што работи. Па има и тие елементи, меѓутоа според мене стално го кажувам, тоа беше дипломатска грешка. Грешка беше потен? Па знаете зошто? Заради тоа што ако се случеше таковен чин, бугарската црква да не признае како автокефална, тоа ќе значеше преседан во православието. Со кој што една православна црква, која што само една меѓу 14 равноправни, признава автокефалност на друга, на нова црква. Тоа е како на американската православна црква. Што е признаена од руската и никој не ја признава. Вие правите еден страшен преседан со тоа. И не се смелија Бугарија да го направат. Не смелија да они и од други причини ради руското влијание таму што го имаат во синодот, меѓутоа факт е дека тоа не беше потек кој што е оправдан канонски. Значи беше лутање, сакаш да кажеш. Беше стран путица. А и народот овде го прими лошо. Многу што рече и браво, супер, како многу лошо. Точно. И замислете ви, ако Бугарија не признаеше, што ќе правеше тогаш Вселенската патриаршија? Така речеше, добро, еве ја прифаќам оно што го направила бугарската црква. Не, апсолутно не. Дури и ова, знаеш, искрен да бидам, ова со Вселенската патриаршија во некои интелектуални кругови, кај високиот клир, кај високата политика наидува на одобрување, но народов тука гледа со една предпазливост, знаеш, апсолутно и потребно е. Заради името, и статусот. И заради историјата, тоа фанариотите немаат баш јака, нели? Апсолутно, значи, еве, како што сега следат на тамошни чекори, ја му верувам на патриархот Порфири дека ќе уследи сега изработка на еден конечен акт и он како што кажа вчера, согласно на сите канонски постапки ќе бидат информирани сите други православни цркви, претпоставувам и Вселенската патриаршија, иако тој вчера не ја спомна поименечно, така, малку фалеше тоа, меѓутоа има таму реченица која што вика дека ќе бидат информирани сите православни цркви согласно на канонски процедури, постапки, така, што значи подразбира и Вселенска патриаршија. И сега нас не чека не само свечена литургија на 12 јуни, која што сите стварно ја очекуваме со радост, но не очекува многу потежок чекори. И таму ја очекувам да до вистински израз да дојде нашата црковна дипломатија. Бидејќи многу е важно што ќе пише во томосот за автокефално што ќе ни биде дадено од Бранко дедо Стефан ќе оди во Фанар, така или? Да, така е најавено, така. Не доаѓа Вртломи тука или засега? Мислам дека кога се дава томос дека ќе дојде овде. Мислам дека така беше во Украина, ама кога се врачува томосот, така. И многу е важно што пишува таму, бидејќи тоа ви вам тапија, а не се сите томоси исти на сите православни цркви. Не е тоа еден унифициран образец кој што вика вие сте автокефална. Не зборуваше дали брно оваа тема во вашата емисија, да. И јас еве ако имаме време би укажал само што укажува томосот за автокефална православна црква во Украина, која што во 2019 го доби томосот овака. Таму имате еден низ одредби кои што едноставно ја мислам дека они не се чувствуваат удобно во таа автокефалност што им е дадена. Зошто? Заради тоа што има многу одредби кои што се замислување. Еве, ако ми дозволите би ги навел така, што е малку спорно, а што укажува дека вие баш и прашање во колка степен имате автокефалност. Например, таму имате одредба во која што титулата на на митрополитот украински како врвен поглавар не сме да се менува, да се додава или да се одзема зборовите во неа ако тоа не одобри Вселенскиот патриарх. Така. Вселенската патриаршија се јавува како судска инстанца во однос на Украинската православна црква. Има тоа врска тамошните митрополити во случај на спор да се обраќаат пред Вселенската патриаршија, која што може да донесе одлука. Тоа е која што може да донесе одлука како што не си одговара. Така. Како номинално. Потоа имате
имате ситуација која што Вселенската патриаршија определува како ќе се конституира синодот на Украинската православна црква. Кои владици ќе бидат кооптирани на него. Има таква една одредба, општо е кажана, меѓутоа тоа имплицира. А вистина дека има и екзарх од Вселенската патриаршија? Да, и тоа е истото тоа. Значи, потоа Свето Миро, она масло кој што се користи во крштевките и други обреди, Украинската црква ќе го зема од Вселенската патриаршија. Значи нема право самостојно да. Надворешните епархии не се веќе на православната црква во Украина, него се под Вселенската патриаршија. Украинската црква веќе нема право да назначува нови епископи, ниту да формира нови епархии таму. А вистина дека дел од овие манастирите ставропигијални или се под фанера, не се под Точно е, точно Ова е. излага како Вселенската патриаршија да ја украла руската Да, замисли се. Значи замисли кај нас да речеме Бигорски да не е под МПЦ, него да е под фан. Добро, Точно е, такво барање ја очекувам дека ќе биде испорачено и кај нас. Так. Тоа е веќе нешто, тоа И тоа е, значи, сето тоа укажува дека автокефалноста е малку, нарушена, не ви е удобна, не е она полна. Така. Јас знам сега дискутабилно е на кој начин Меѓутоа не делува дека Порфирije тоа ќе го даде, туку дури отворено зборува и епархиите во диаспората. Да, не е работа на мајка црква да решава како ќе туку на целата православна демека екумена, тоа е дет. Сега оно што е охрабрувачки за нас е тоа што Вселенската патриаршија реално прашање каква власт може да воспостави на епархии што се надвор, така. Меѓутоа, ако тоа биде запишано, тогаш даваме основа за такво нешто. Но јас се надевам дека ово е прашање што го оптоварува православието многу со децении, така. И таму мора да се најде некое решение. Бидејќи имате стварно апсурдна ситуација во кој еден, например, Сиднеј, во друг некој град во Канада, Америка, имате 10 во Бразил, ти спомнуваш често, дека имаш десетина православни владици во еден град. Тоа е малку нелогично така, да. Но види, и нелогично е, па затоа што види сите нив ги издржува паството, народот. Да, ама како организациона форма на православна црква не е. Знаеш што смисле во Америка? Во Америка смисле собор на канонски владици. Да. И да речеме се среќаваат во Детройт, сите што се за Детройт. Некои такви форми. Може така. Да, добро што го зборува Бранко, искрено сега ме подзамисли. Кога би го добиле обликот што го добиле, не дај Боже, тоа би било навистина. Да, јас прашалник. Затоа што сега веќе знаете како кога се доби идејата автокефалност е готова работа, сега луѓето ме се чини нема да се согласат. Нема шанси. Останува да видиме сега. Добро што предупредуваш, но ово е било страшен удар. Сега нагло да излезе супер автокефални сме, ама. Не, ама ја мислам дека види преку глава од ама. Ја мислам дека беше искрено она вчера од патриархот Порфирije. Да, беше. Ја не забележа, и не само тоа, се забележа дека е добро подготвен. Значи немаше ни една провокација што лошо звучи во наши уши. Ни северна, ни преспа, ни некои работи што укажуваат дека он е надреден. И напротив, човекот делуваше мощне, отворено, мощне добро подготвено, мощне пријателски и братски. Дури мој впечаток е дека оној спонтан аплауз дека го трогна. Мене така ми делуваше дека еден човек кој што дошол толку висока позиција одеднашка се збуни. Не го очекуваше тоа. Не е дома во принцип. Да, не е, меѓутоа се изненади од она беше искрен аплауз, нели, го забележа. Да, и се надевам дека свати колкава била желбата, колкава бил стревежот на македонскиот народ за сопствена црква. Вака, има една дури извиците ми рекоа не ги очекувал. Достоен. Детал од преговорите пред неколку години што од средбата што представници на Вселенска патриаршија го имале во Белград тогаш кога ние испративме писмо со барање да се земе нашиот предмет во процедура, тие го зема и после тоа он има замина во Белград да ја слушат, нели, нивната страна, у контекст на тоа да се јават како посредници па да се направи една заедничка средба. Но на тој состанок во Белград ми го кажа еден наш достоинственик, вака цариградскиот владика што беше представник на делегацијата им се обратил со зборовите на српските владици: како мирно спиете, како вашата совест е мирна кога толку народ држите во надвор од православието.
Знаете, тој е оној период кога Вселенскиот патриарх веќе дава изјави дека он сака да ги собере сите непризнаени православци во православно семејство. Бидејќи факт е, стварно, како ви оправдувате тоа дека 50.000 верници во Чешко-Словачката православна црква имаат автокефална црква, дека во Полска околу 500.000 верници имаат исто така полноправна автокефална црква, а преку околу колку македонци имаме околу 3 милиони, така немаат право, милиони на украинци немаат право. Стварно има некои нелогичности кои што православната црква сериозно треба да седне и да ги расчисти така. Така да таа порака, таа порака веројатно и кај нив разбудила некоја свест дека ето овој проблем треба да се решава и дека ако тие не го решат, на сцена ќе стапи Вселенската патриаршија, која што нели откако на 9 мај не прими во канонско единство, сепак ја прати топката во дворот на Српската православна црква за да утре добие аргумент дека ако таа не признае, ќе не признае Вселенската патриаршија. Да те прашам, може ли? Имам едно прашање, Бранко, можеби за мене е круцијално, ова автокефална сега што полека станува известна, ќе ги намали ли оние фрустрирачки бранови што се појавија, барем за јавноста, дека некои од нашите владици премногу вртат или кон Бугарија, или кон Вселенската патриаршија. Значи, нели, се појавија чудни знамења за нашето поле. не мора да кажам, ние знамењата на Грчката православна црква. За нас во принцип е разбирливи. Сега ќе се овозможи ли враќање во нормала или Јас убав агол фаќаш, Драган, знаејќи ги какви се струи постојат во нашиот синод. Ние 55 години функциониравме како самостојна црква со наш кадар школуван во наши образовни институции кои што цврсто стои на бастионот на автокефалноста. Случајот со Вранишковски покажа дека некако и веќе не е така. Бидејќи знаеме дека он беше под влијание на Грчката православна, на Српската православна црква, значи веќе се отвори едно меко ткиво во нашиот црковен организам, што многу прилично не потресе. Некој го нарече кога отиде во ПОА, вика играч на позајмица, демек, на позајмица кон... Натаму, сега имате ситуација која што со влегување на нови владици, така, имате, гледате дека тие не кријат своји симпатии, конкретно ќе речем кон Руската православна црква. Имате еден наш владика кој што во своји поранешни ставови, колумни отворено истапува против Вселенската патриаршија, баш на она... Од некои панславјански позиции, така нешто? Повеќе се тие теолошки кои што се оспорува правото на Вселенска патриаршија на преемство. На преемство, точно. А тоа е таа руска теза. Имате ситуација која што у наши цркви, на некои наши епархии се стават руски крстови на црквите. Тоа се они, знаете, со она коса летва, така. И сега верниците реагираат, вика, зошто се стават овакви крстови кога нашата традиција е сосема поинака. И добиваат одговор, па тоа е исто. И тогаш тие викат, па ако е исто, зошто се менува формата на крстот? Дајте оно што е наша традиција. Така да има влијание, да не зборам за тоа дека има и про бугарски, про грчки, ајде да наречам. Така да ова ќе биде сега еден многу тест како сите тие струи ќе се амортизираат и ќе се изедначат во редовите на синодот. Така. Факти сега дека и во нашиот синод, во нашиот највисок клир, ќе влезат и овие владици од православна Охридска архиепископија. Сигурно дека се тие под влијание на Српската православна црква, да не се занесуваме дека нема да има некакво влијание. Значи сериозно искушение. Архиепископот од секојаш Стефан важеше за тврдата македонска линија. Мисля че ни дека тука немаме некои колебања околу неговата улога. Или друго нешто вели твојата. Добро, ајде да се надеваме така, меѓутоа јас некогаш ме става во дилема архиепископ Степан, овака, бидејќи синодот отворено го подржа договор со Бугарија тогаш. Имаше соопштенија кои што се подржа договорот како начин на решавање. Да, потоа излегуваа некои опречни. Во однос на Преспански договор, синодот не се спротивстави на референдумот. Пораката беше секој граѓанин нека гласа како што се чувствува.
Или да не гласа. Или да не гласа, да. Тоа е ама Меѓутоа дел од владиците излегува отворено да. со други ставови. Да, али значи еве некако тактички постапува така. Знаете, така да немам ја дилеми од негови определи така. Меѓутоа тие се стават и у контекст на оно што е и актуелна политика така. Добро да се надеваме дека се тоа исправни позиции, али еве тие договори создадоа голема подела во нашето општество сега и треба да видиме како натаму ќе се справуваме со Ја него. спомна Црна Гора само еден човек не го дискутиравме во подготовката на оваа емисија си Драган архиепископот Амфилохije од Да. како беше архиепископ Цетински и Црногорски, така Робе Цетински, Црногорско-приморски. Црногорско-приморски. Архиепископ, да, нали беше. он си е... Тој имаше еден специфичен однос кон Македонската православна црква. Да. Дури се зборуваше дека на дел од постарата генерација им бил професор на Богословската академија Така. во Белград, нели? Така. Љупчо Слатев, не знам дали знаеш, имаше Драган директна врска со него. Да. Дури сега Љупчо кажа, вика, дедо Амфилохи умре, него виде, вика, не ја дочека автокефалноста во негов стил. Да. Неговиот дух дали провејува ни се тоа, затоа што, например, вчера во Скопје беше еден од досега најострите противници на Македонската православна црква, по потекло инаку од Горна Белица Струшко, Ирина Ибачки. Меѓутоа, предпоставам дека вчера не си помина лошо и тој во Скопје, односно виде венерена црква. Меѓутоа, еве, тоа да го дискутираме, таа старата генерација на СПЦ има ли свој печат за оваа одлука или тие бе елиминирани? Па, штом се согласиле, значи имало некои фактори што влијаеле тие да се согласат. Инаку, нема дилеми дека во таа стара конзервативна структура беше голем противник на нашето признавање како автокефална црква. Амфилохije имаше симпатии, он даваше изјави дека постои македонски народ, дека е тоа, меѓутоа у конечна линија никогаш не дојдовме до согласно тоа. А он беше водач на српски делегации во преговорите. Мене ми е жал што таа спогодба од Калишта не се реализира кога беше договорено и тие се согласија со тоа нашите свештеници да одржуваат богослужби заедно додека се решава нашето прашање во име на затоплување на односи и релаксација во регионот так. Но тоа не се прифати на соборот на Српската православна црква, иако ако они малку запнеа ќе поминеше тоа. Амфилохije исто за една ситуација кога владиката Тимој пред неколку години носеше дел од моштите на Свети Јован Владимир на нова црква во Бар. Тоа беше еден голем наш црковен гест, така. Беше пречекан од владиката Амфилохije на еден свечен ручек кој се случи пред тоа, го представи како македонски владика за господин Тимотеј. Се заблагодари на тој гест и се го представи како владика. Затоа зборам, Тоа е оно, се враќаме дека нашите владици секогаш имале признавање на нивниот чин. Никогаш тоа не било дилема. Меѓутоа, она финален акт секогаш чекавме така. И очигледно нешто се случило на брзина. Веќе еве ќе посетам и на соборот на Српската православна црква во сопштението пишува таму дека конечниот статус на нашата црква ќе се решава во иднина. И сега после неколку дена вие добивате оваа одлука за автокефалност. Малку ми е, знаете, ако вие 55 години немате контрола на оваа територија, немате увид, и они знаат дека сме жива црква, дека растеме, дека имаме убави храмови свештеници кои што се сосредоточени релевантни теолошки институции. Не беше тешко да им донесат таква одлука, меѓутоа, ајде, многу брзо се случи. Но види, има и вистина во тоа дека со овој чин Српската православна црква се впиша во историјата како црква мајка од која што Христската архиепископија произлегла. Па да, инаку, ама не е така реално, знаеме дека не е така во историјата, така, ама чисто оваа димензија, нели? Да, ете, историските околности така довеле до тоа. Сепак сега
еве ние ќе кажеме дека е возобновена Охридска епископија. Во лицето на Македонската православна црква. Никако не може да се каже дека е Охридската епископија лече корено Српската православна црква. Ајде да го видиме политичкиот дел. Бранко, ние го фативме тоа со Драган пред да дојдеш. Односно, што значува за македонско-српските односи? И државни и народни. Апсолутно позитивна вест. Мислам дека само се надоврзува на контекст на оние потези што се правени во изминатиот период, кој што стварно имаме сведоци на нема да крием, посебно од српската страна, имате многу благонаколни потези кон Македонија, од вакцини до жито, брашно, до пченка, до брашно, до зејтин, масло за јадење, така. Сега ово е круна на тоа, мислам. Така да баш како што реков на почетокот, ова е порака дека се верува во опстанокот на Македонија како држава, дека се погребуваат сите оние сценарија у кои што Македонија ќе пропадне, така. Ќе посетам пак во 2002 година кога се формира православна епископија на Вранишковски, тој беше тогаш повардарски митрополит кој што ја офаќа епархија од Велес до Гевгелија, долж Вардарска долина, што е клучна артерија за која што се заинтересирани и Србија и Грција, така секогаш нивни геостратешки планови, така да очигледно е после ова можеме да очекуваме само на тамошно унапредување на меѓусебните односи меѓу двете држави. А зошто со кои се други аспекти се раководела Србија како држава и Српската црква, посебно у контекст на односите со Русија, еве ќе покаже времето така. Дали ова може да го наречеме како зенит на македонско-српските односи? Па, затоа што ја не се сеќам од независноста до сега да биле на повисоко ниво. Не биле, Не. Македонско-српските односи се постојано добри, посебно меѓу граѓаните, да. Не, јасно е тоа. Меѓутоа секогаш ја има таа темна дамка на непризнавање на црквата, нели? Нели тоа беше гарнирано со сите оние лоши изјави дека Македонска црква беше направена од политички фактор, дека црвена црква, дека од Тито, коминтерновска творба, а што кај нас беше многу навредливо доживувано така. И сега се надевам со ова сето тоа завршува и дека навистина ќе имаме едни полни рамноправни односи кои што не гледам причина да не се унапредуваат. Се надевам дека и ќе се реши тоа прашање за Прохорчински, дека и таму на 2 август ќе добиеме или барем ќе почне да се разговара за некакво достојно обележје на првото заседание на АСНО, бидејќи тоа е манастир кај што треба да се чествува 2 август, тоа е манастир кај што е всаден во нашата историја, во нашата колективна меморија. И таму сега немате никакво обележје. Знаат луѓето, нашите граѓани кои го посетуваат, дека таму апсолутно нема ништо. Се е тргнато, искорнато во оние грди настани што се случувале при распадот на Југославија, така. Мора да се најде начин за тоа. Тоа е сопственост на Српската православна црква. Државите не можат да договорат ништо ако Српската православна црква не даде благослов. Да. Дали тоа обележје ќе биде надвор, дали ќе биде внатре. Но нели ги спомнува ова црковна дипломатија, мислам дека од оно што го читам во српските медии, ти очекуваат и некое формално откажување од некои претензии кои што мислам дека никогаш не биле формални. Македонската црква да го земе под своја юрисдикција тој манастир. Ја не сум чул дека имало формално барање од наша страна. Никогаш, да, апсолутно. Да, знаеме. Претпоставам дека некој акт, некоја декларација на 20-та поглавари тоа може да го реши, да го надмине или мислам дека нема потреба, да, мислам дека нема потреба. Ние нели знаеме дека у тој период на цртање на граници во Народна република Југославија по игра на околности, ајде сега некои ја обвинуваат тогашни наши комунистички лидери, така. Тој манастир остана на територија на Србија и сега нели у тој социјалистички и југословенски период се чествуваше, се направи музеј, поставка, се беше окей, стварно додека не се случи распадот на Југославија, јакнење на национализмот, омразата и се, али еве ова е баш еден момент кој што представува промена во духот во овој регион. Како што забележи во Македонија, српските партии, Сдружение на граѓани
застанаа за ова. Значи не гледаме тука една дисонанса, што е Да. што е мощно интересно. Добро, Драган, ќе се вратиме јас и ти да одјавиме емисијата, да го поздравиме Бранко Ѓорѓевски. Бранко, добре дојде во нашето студио, се надеваме да ќе да гледаме почесто не само на оваа тема. Да. Скопско ехо е медиум кој што во моментов ти си активен тамо. Да. Исто така сакаме со Љупчо понатаму да правиме еден дневен преглед на печатот, па меѓу другото и да каниме луѓе кои што се уште работат во печатените медиуми како една последна одбрана на оној да стигнеме каде што ќе може да дискутираме и на тие теми, еден преглед на денот убав. Баш со задоволство, секогаш поканата ваша ќе биде прихватена и се заблагодарувам за поканата и ви покажам многу успешни емисии во едина. Така, тука го завршуваме утрински ринг, ние ќе се вратиме со Драган да одјавиме емисијата после паузата со реклами. Лидар FM 107,4 Lider.mk Утринско експресо го вишати го Ботски го одјави. Рингот го одјави. Рингот го одјави. Така, мислам дека Бранко каже убави работи во своето излагање. Веднаш се демантираше за дипломатијата на ВПЗ дека била толку успешна, меѓутоа тоа не е толку важно. Битно е дека постои овој зрак на позитивна енергија кој што се појави, се надевам ќе остане затоа што сме изморени како општество од се. Да. Не, но види, по мене, сепак да дадеме и кредити на, значи општеството го подготвило тоа, но дипломатијата ги доработила тие чекори кои што довеле до вчерашното случај, тачно. Во секој случај сакам да кажам, потребна ни е позитивна енергија. Ова е народ кој што се радува на било каков спортски успех, дури кога не е толку голем, затоа што ни треба. Дали забележуваш дека околу оваа тема имаше едно обединување? Па да. Исто како околу оваа темата која што е лоша, на пример во одбивање на Бугарската декларација од собранието и така, значи едно-две теми околу кои што се раѓа некој национален консензус. Нема каде, Бутовски наистина веќе нема каде. Тоа мора да се створи консензус за некои работи. Оваа држава премногу време живее во оклопи, сакала не икела, не сака, меѓутоа мора да. Од сите страни и Ѓорги Сардисан и таа блокада и сега ова чувство дека барем едната рака можеш да испружиш напред, нешто да се мрдне. И јас навистина оно што кажуваш ти веќе неколку пати во емисијата, вчера почувствував кај луѓето кај обичниот народ среќа, баш нормална човечка среќа. Ништо повеќе. Да, и тоа еден спонтав излив на емоции. Да, па нема лажи. Не го забележа патриархот дека беше трогнат се збун. Нема лажи, нема еден онаков човек да го доведете вие во така. И тоа е добро. Се надевам ќе продолжи во тој правец, иако јас сум исто песимист по локација.
Не верувам дека МНР, дека нашата дипломатија ќе го следи ова, во смисол на дека се кадри нешто посебно да направат за жал. Дај Боже да грешам, дај Боже да биде такво сулудо изненадување и за мене и за тебе, ти си повеќе ги знаеш работите, многу денеш кога излезе ОП со бугарите договор кој што нема никако да задира во нашите За разлика од преспанскиот договор или овој другиот, да. Нешто што навистина ќе биде позитивно изненадување. Еве нека смислат нешто за Европската унија што ќе биде позитивно изненадување. Нешто. Ова геостратешка заедница некој не ни легна. Која што предложи Макрон, па после Шарл Мишел ја Па не ни легна затоа што е јасно дека за нас тоа е порака за втора лига. Сега да бидеме реални. Факт е тоа. Сакаме да бидеме дел од европско семејство во кое што на крајот на крајшите една Бугарија и една Романија. И една Хрватска сега. Да, добро, и тие не се толку одмакнати. Ние со Хрватска живеевме во иста држава долго време и се сметавме за исти, ако не бевме исти, а Бугарија и Романија ги сметавме тама за некој. Некој. Не само тоа, спогодбата со Хрватска ја потпишувавме пред Хрватска влезе во унијата ни. Сакаме да бидеме дел од тоа. А они нас не викаат вие со Молдавија. Не бива тоа. Немам ништо против Молдавија. Не, никој не против Украина и не знам кој, ама дајте луѓе, па се заслужуваме малку повеќе. А премногу дадовме, тој ми е збор. А малку добивме. Не добивме ништо. Не добивме ништо. А во конкретниот случај па го немаше тој должничко-доверителски однос, туку едноставно легна автокефалноста и во Скопје и во Белград. Затоа велам, Менера нека направи чудо, но не верувам во тоа за жал. Затоа што не гледам никаква способност вистинска од наша страна, а од друга страна не гледам желба кај тие тamo што може да направат нешто. Ни во Брисел, ни во Париз, ни во Берлин, ни во Лондон, за Софија да не зборуваме. Јасно. Почитувани гледачи на Lider.mk, почитувани слушатели на Радио Лидер, продолжете да се дружите со нас на фреквенцијата 107,4. Имаме да ви е она што ви го ветуваме, го остваруваме, односно го имате радиото со најдобра музика во Македонија, во Скопје. Ова беше емисијата Утринско еспресо со Златев и со Боцевски. Главен одговорен уредник на Радио Лидер е Љупчо Златев. Техничката реализација и денеска ја правеа со нас Димитар Митровски и Димитар Ѓураковски. Додека пак оваа емисија ја водеше Ивица Боцевски, а наш гостин ко водител беше Драган Милосављевиќ. До слушање и до гледање.